Петгодишниот Апанџија Филип со ритмичките удари на тапанот ја најави ренесансата на народната музика во Источна Македонија. Тој е еден од 150 млади луѓе кои изминативе месеци ги откриваат тајните на народните инструменти и изворната музика со поддршка на Делчевскиот центар за култура. На промоцијата на проектот во Делчево засвираа заборавените народни инструменти, се слушнаа старите изворни и староградски песни од источниот дел на државава, изведувани од млади таленти, искусни и докажани инструменталисти и вокалисти, но и професионалци од Штипскиот факултет за музичка уметност. Кој те научи така да тупаш на тапан? Сам. Померак ми е. Многу убава вечер, пријатна вечер и мојот малиот тука беше настапуваше и тоа. Преку проектот Народни песни, обичаи и од Источна Македонија успеавме да ги обединиме најмладите како од 5 години, така и возрастните. Ова беше врв на проектот кој го штароватаме веќе 2 месеци. Преродба и нова ера на народните инструменти и народната музика најавуваат од Факултетот за музичка уметност од Штип, каде ќе се создаваат школовани кадри за народни инструменти. Се отвара, можеме да кажеме, на нова ера во негувањето на изворната македонска музика, значи и песна и свирење, со тоа што се воведе изучување на народните ора, како она што не останала аманетна или од постарите, изучување на народните инструменти и народното пеење. Делчевскиот центар за култура годинава одбележува 100 години од раѓањето на патронот Вапцаров.